Заедно, вака е насловена изложбата која викендов беше организирана во Велес. Навидум ништо необично, но сепак специфично. Зашто членовите на фотогрупата Чкрап од Тетово и нивните пријатели од фотокиноклубот Битола се најдоа на местото организатори на ова случување. Како се најдовте во оваа комбинација тетовско-битолска кавадаречка фотографија и тоа со представување во Велес? Иако во денешно време со развојот на технологијата фотографи може да ви се чини дека има на секој чекор, сепак луѓето кои што активно и покреативно се занимаваат со фотографија во Македонија ги нема многу. Сите ние кои што се занимаваме со излагачка фотографија, значи работиме фотографии, ги испраќаме на конкурсите за награди или пак правиме групни самостојни изложби, се знаеме во Македонија. Членовите на фотокиноклубот Битола се многу фини дечки и девојки и ние имаме многу убава соработка со нив. Тие секогаш доаѓаат на нашата изложба во Тетово, ние одиме на нивната изложба во Битола. При една таква средба се роди необична идеја како би било членови од фотогрупата Чкрап од Тетово и од фотокиноклубот Битола да направат заедничка изложба и таа да не биде организирана ниту во Тетово, ниту во Битола, туку токму во Велес, а Велес е град кој што во моментов нема активна фотогрупа или фотокиноклуб и решивме да го частиме Велес и велешани со една убава изложба на фотографии. Господине Неделчевски, велите фотографијата има универзален јазик, но само дијалектите се различни. Колку овој пат дијалектите дојдоа до израз? Што сакав да кажам со тоа дека фотографијата има универзален јазик, а дијалектите се различни. Фотографијата, за разлика од писмото, од јазикот, кој што често пати во денешно време представува пречка за комуникација и за разбирање меѓу луѓето, има универзален јазик и фотографијата секој може веднаш да ја препознае и нејзината порака што ја носи. А кога кажав дека дијалектите се различни, сакав да кажам дека секој фотограф има своји специфичности, свој пристап, свој начин. Иако јазикот на фотографијата е универзален, се знае кои средства се користат кога се прават фотографии и кога се сака нешто да се прикаже на фотографијата, секој нуди своји специфичности, така што фотографијата никогаш не е досадна и секогаш е интересна и нова. Да искористиме приликата и секој да се искаже на некој начин на кој што вообичаено или немал храброст или немал прилика да се искаже. Сметам дека не сите фотографи што учествуваа на изложбава ја искористија таа можност, некои ја искористија и се представија со нови, порадикални, условно да кажам, дела, а некои се представија со класични веќе видени фотографии. Колку тетовски фотографи и колку нивната специфика на колку дела беше пренесена на изложбата во Велес? Кога се договаравме за изложбава, секако, бидејќи тоа е заедничка изложба, гледавме да има некој баланс меѓу бројот на авторите и на делата. Така и сторивме. Од Тетово се представени 7 автори фотографи со вкупно 19 фотографии, од Битола ми се чини се 6 со исто толку фотографии. Има една многу интересна специфичност. Значи, морам да кажам дека покрај фотографите од Битола и од Тетово беа присутни и двајца фотографи од Кавадарци. Брачен пар од Кавадарци, сопругот е член на фотогрупата Чкрап, а неговата сопруга е член на фотокиноклубот Битола и тие беа представени на оваа изложба. Бидејќи велешани ја видоа оваа изложба, се надевам дека ќе имаме можност и ние да видиме дел од ова. Продолжува ли оваа фотографска дружба со нови заеднички проекти? Разговаравме за ова заедно со фотографите од Битола и сега тоа зависи од повеќе работи. Прво, дали ќе има интерес во другите градови, во Оптек се Тетово, Радовиш, Гостивар, Кавадарци и некои други градови, но се тоа зависи како ќе биде организирано, бидејќи морам да кажам дека оваа изложба апсолутно ја организиравме со сопствени сили, со добрата волја на вработените од ликовниот салон во Народниот музеј во Велес, со добрата волја на фотографите од Битола кои што се погрижија за врамување на фотографиите, а ние се погриживме за дизајнот на плакатот и на флаерот. Работата беше заедничка,
но сето тоа го направивме бесплатно. Ако некој се понуди да го покрие, значи поставувањето на изложбата во другите градови, ние сме расположени да ја покажеме изложбата и во другите градови. Значи ли тоа и поттик за младите повеќе да се вклучат во сферата на фотографијата? Апсолутно да. Се надевам дека тоа е голем поттик и на оваа изложба имаше млади членови кои што беа заинтересирани. Јас се задржав лично во разговор со нив и видов дека има заинтересирани, но во разговорот со нив видов дека значи навистина им треба вакви изложби, разговори, работилници за фотографија и да читаат повеќе книги за фотографија. Так, се надевам дека и ова ќе биде уште еден поттик за младите да се вклучат во сферата на фотографијата. Ви благодарам и ви посакувам нови успеси. Ви благодарам и вам.